кажавме, денеска гости во нашата роденденска радиопрограма и памперси по идеја и по желба на Алек. Алек, еве ти го препушта микрофонот, повели. Здраво, памперси, прво и основно, како се чувствувате во наше студио? Јупи. Многу ми е удобно. 98 FM. Мора да ми го палиме радиото, стварно е добро. Мислам вака визуелно на прв поглед. Многу ба масата, бојата ми. Многу јака. А лаптопа шо е? Знаете, многу да не му должиме и на нашата поширока јавност на фреквенцијата на 90,8 МГц. Многу мина, се надевам, сите што слушаат моментално и стари и млади знаат точно кои се памперси. Без да должиме многу кратки биографии, чисто нас што најповеќе ни интересира моментално е дали нешто ново се спрема од памперси и што поточно. Деца. Регрутираме нови деца во нашата памперс единица. Се смеа, мал. Ајде, Ирина, ќе ви кажи точно. Ај посериозна, јас сум најсериозна му сум во сите. Некојаш како мајка ме третираат многу страшно, доживувам тоа. Повлечени сме малце нели од медиумите, сите знаат. Заради тоа што работиме на нов материјал. Доста со полна парија работиме, оти многу студии, таман со полна парија, да ни е топло. Ни снег, ни студење, ништо не може да не спречи нас. Секој ден сме скоро в студио. Дури студио плюс. Ни студио, дури почнавме да сме досадни едни на други, вака шамари имаме понекогаш. Се спремат два спота. Ќе излегу, мислам да скоро ќе излезат два спота од нас. Работиме има негде колку дечки, околу 7-8 нови работи. Испечени, готови. Не, сега се киснат и после ги печиме и така, тоа отприлика. Што се однесува за инспирацијата за песните, од кај најчесто ја добивате? Од и пред се зборуваме за уникатна авторска музика, која ретко која од групите во Битола ја има. Од алкохол? Јас добивам најмногу инспирација од Мирчот и тој најмногу ми досадва се напишите. Напрај. Мирче, што има да кажи за ова? Алкохол. Инспирација, тоа е тоа. И НБ пред компјутер. НБ. Не, дефинитивно, мислам, мета малци и студентите да ги, како да речем, да ги оживиме со овој муабет. Малци сме поќе на револуционерна некоја се страна. Малце решивме да зажетиме Нашиот апанар планира да пуштим Мустаки Когоце Делчев. Свесни сме дека луѓето на наша возраст, ако напрат измена, ќе напрат измена нешто во општеството или во животот, после тоа поинако да тие работи и навистина решивме тоа што сме актуелни, тоа што сме млади, тоа што ја имаме музиката како алатка наша, да на некој начин да ги поттикнеме луѓето на убави прогресивни работи во животот. И да се борат за своето право. Пред да проложиме со мало и нешто импровизирано во живо, пошто Тапанаро гледам најтивок ни од сите, би сакал да опрашам што има да му порача на сите фанови на Памперс? Едноставно да ги слушат. Ништо боги. Јас може да порачам нешто? Лайк. Може да порачам нешто? Да, бе, јас да порачам пица со печурки. Од фаноите за Мирче, малце да, мислам, да зголемиме на тежината и нема смисла. Ајде да слушнеме што ни... Планираме наскоро да правиме хуманитарен концерт за да кренам килажа, малце 55 кило. Жал ми ова што се решава. Македонија нема леп да јадија. Може да почне. Треба да подготвиме ли ста?